Заев рече за една опција се чини дека е прифатлива за двете влади и сега како да го толкуваме тоа, дека Ципрас и Заев си дадоа рака за таа опција? Овака, јас реков и претходно дека Софискиот самит ќе биде историски. И не само поради европските бенефити на државата, заради одлуките и заради декларацијата и мерките што се превземени, но и заради значителниот напредок, исклучително значителниот напредок за прашањето за името и, како што рече и премиерот на пресконференцијата, дека прв пат после 27 години спор имаме решение кое што е прифатено од двете влади. Имаме решение. Да, кое што е прифатено од двете влади, меѓутоа владите не се тие кои што одлучуваат сами за вакви прашања, тука влегуваат и другите чинители во општеството, тука влегуваат опозицијата, председателот на државата, граѓаните, така да затоа велиме значителен напредок, а не велиме завршено прашање, Значи сакате заради тоа што само еден чинител, односно важен, можеби најважниот чинител, тоа е мнози. Тоа што владите си дале рака не значи дека имаме решение. Затоа што за да има решение треба да има све. Цело е кога има све. Треба сите чинители во двете општества да се согласат на тоа решение. Меѓутоа, ова е постигнување без преседан, бидејќи ние никогаш во овие 27 години не сме били во ситуација да двете влади се согласуваат за едно решение. Доколку тоа решение биде прифатливо дома, бидејќи целиот овој процес ќе се одвива низ најтранспарентен и институционален можен начин и доколку се добие ист впечаток и од другите важни чинители во општеството, тогаш се разбира дека тоа ќе биде финалното решение. Предпоставам дека е неумесно и од мене пред да се одржи лидерска средба да инсистирам на многу детали, но како ги коментирате овие неофицијални информации дека во основата на пакетот на решението е името Република Илинденска Македонија? Видите, јас имам многу притисок и не само јас, сите ние што бевме таму од страна на новинарите. Мислам дека е малку несензитивно, бидејќи новинарите ги чувствувам како дел од чинителите кои што исто треба да бидеме свесни на колку важен момент сме од оваа прашање и секој треба да го даде својот придонес. Добре, висок е јавниот интерес, мора да ги разберете и медиумите. Знам дека е интересот, меѓутоа мораме да сме свесни за сензитивноста на прашањето. И затоа ќе дозволите прво процесот да оди по нормален институционален пат, да се консултира прво опозицијата, да се информира председателот на државата, лидерите на политичките партии кои што сочинуваат коалицијата се внатре во процесот и ги знаат деталите, меѓутоа мора да ги вклучиме и другите и отпосле, кога ќе се добие нивното мислење, тогаш да се излезе во јавноста и да се соочи прашањето со јавноста. Сега е прерано, избрзано и премногу може да го ризикува процесот. Затоа барам и замолувам за внимателност, не се работи за повеќе од ден-два.